Ова акција, Ден на дрвото, направи уште еден расадник, но на милиони што завршуваат во нечии џепови. Ако навистина се садат дрвја и се пошумува, невозможно е вкупната површина под шуми во земјава, наместо да се зголемува, таа да е намалена. Внимавајте, според официјални податоци на Државниот завод за статистика, вкупната површина под шуми во 2012 година во однос на 2002 година е намалена за 211 хектари. Во 2002 година изнесувала 989.046 хектари, 10 години подоцна, во 2012, замислете, паднала на 988.835 хектари. И тоа покрај милионските садници што наводно се садат секоја година во време на власта на Никола Груевски. Ова е само едно од местата што повеќе пати е пошумувано, и тоа на брдото Ржинчино. На цело брдо, како што може да видите, нема ниту 20 дрвца. Или погледнете позади нас, со голени дрва на цел еден парк. Прашуваме, каде се милионите садници? Каде завршија милионските суби за нив? Ако погледнете подетално, поединечните соопштенија за периодот март 2008 есен 2011 покажуваат дека во акцијата Ден на дрвото се засадени 36,7 милиони садници. Ако секој садник чини по 1 евро, значи дека се потрошени над 36 милиони евра. Бројките на Државниот завод за статистика покажуваат во 2011 година пошумени се 2081 хектар, во 2012 година пошумени се 1378 хектари. Сега слушнете колкави пошумени површини имало во годините кога не постоел Денот на дрвото. Во 2003 година, например, пошумените површини изнесувале 2879 хектари. Во 2000 година 2370 хектари. Тоа се двојно поголеми пошумени површини, без Ден на дрвото. И за ова нормално никој не сноси одговорност. Пилите на Груевски со обезбедувањето на Јанкуловска само во Скопје ги соголија историските паркови спроти железничката станица каде што се наоѓаме, паркот спроти Бристол, пред домот на АРМ, паркот Жена Борец, паркот за собранието на РМ, паркот пред културно-информативниот центар, двете зелени парцели околу плоштадот Македонија, паркот зад главната пошта, старите дрвореди на Илинденска и булеварот Климент Охридски. Мерните единици на загаденост во Скопје покажуваат алармантни податоци на воздухот. Градоначалникот Гоце Трајановски дозволи мерните станици да не функционираат. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара во интерес на здравјето на граѓаните власта да кажат колкава е загаденоста во Скопје, но и низ државата, и за почеток да престанат да сечат секаде каде што ќе стигнат. Инсистираме власта прецизно да објасни какви се нелогичностите во дрвниот фонд и на граѓаните да им објасни каде завршија нивните пари за дрвјата што ги нема. Благодарам.